рубриката идеи на Нова деновиве можете да го прочитате блогот на Харалд Шенкер со наслов за вредностите и камењата. А беше краток осврт на случувањата и немирите од минатата недела. Харалд Шенкер е денеска гостин во студиото на Нова. Харалд, здраво. Здраво. Навистина внимание привлекува твојот текст и анализата, односно анализа за она што се случуваше како оние немири настани во Иво Петокот и во соботата во Скопје. И овде во твојот блог забележав, пишуваш за настаните од минатиот викенд стојат манипулации и безмилосна борба за власт. Предизборното насилство во последниве години е повеќе правило отколку исклучок. Како странец, аналитичар, германец кој е во Македонија, гледаш на овие работи? Па еве, гледам дека многу малце има напредок таму. Може да се каже дека на изборниот ден процесот напредува во последните неколку циклуси. Океј, имавме 2008 како многу лош примерок, од тогаш изгледа подобро. Но пред изборието ги имаме тие проблеми. Јас мислам дека тоа има врска со персонализирањето на политиката. Во моментот кога ти имаш противник кој ти е не ти е партнер, не ти е некој со други идеи, не ти е некој со алтернативен концепт, туку непријател, личен непријател, патот до такви случаи Со осврнуваш на вредностите, видиш, македонското општество сосема го загуби компасот и се чини дека човечките вредности веќе воопшто не се земаат во предвид. Ова е нешто што веќе скоро 15 години ме занимава. Што те направи впечаток ток посебен за да вака јако го формулираш, би рекол? Зошто многу не би се сложи да се разбира овде во Македонија со тебе? Па добро, мислам дека многу луѓе не се сложат. Но види, јас мислам дека системот на вредности, некој си каталог на позитивни вредности не е создаден во последните 20 години доволно. Се работи уште, се зборува многу за идентитет на македонскиот народ или на македонска нација, алтернативни концепти на етничка нација, на граѓански концепти така натаму. Но што значи тоа општество? Што значи едно отворено општество, да се вратиме на Карл Попер и така натаму? Како се дополнуваат тие реченици со содржина? Не гледам многу движење тука. Илустрација правиш за оваа твоја теза со спотот за империја, велиш е совршен приказ за тоа до каде дојде овој шуплив и лажен патриотизам, до каде тој може да оди. Всушност тоа е само неосвестен, ефтин популизам, лековерен, неинспиративен обид за меѓународно легитимирање на претенциозниот проект Скопје 2014. Скопје 2014 очигледно им прави впечаток на многу странски посматрачи кои ја познаваат Македонија и ја анализираат. Зошто Скопје 2014 и еве спотот империја мислиш дека е токму таа илустрација на овој дефицит на вредности? Па добро е да почнеме со спотот. Политички популизм е една работа, за која исто мислам дека може да се разговара многу. Но кога во тој случај една приватна фирма предпоставува дека прави нешто што е политички коректно во тој контекст, предпоставува дека тој спот ќе биде успешен, ова е некој вид на лицемерие на како да го наречам тоа, за политичка продажба на услуга, кој еве не поминува. Реакциите во општеството и тоа ми е единствената позитивна работа во сето тоа, дека реакциите беа многу јаки. И дека општеството, не само блогерите, туку воопшто во дискусиите, беше јасно дека такво нешто не може да помине. И реакцијата беше дека беше повлечена. Веруваш ли во можност за развивање на некаква алтернатива? Бидејќи во еден од претходните анализи ти правиш осврти на политичките структури, зборуваш за клиентелизам, центри на моќ, владеачка партија која воглавном оди со еден наратив популистички, демагошки и
патриотски, ако така може да се каже, и додека има и од другата страна имаше опозиција која воопшто нема наратив никаков со кој би можела да се спротивстави и се прашуваш што е со алтернативата. Има ли во Македонија потенцијал за некаква алтернатива? Со оглед на тоа што пак ќе те вратам на овој текст кој го завршуваш, за среќа изгледа дека има лимит колку идиотизм од луѓето се подготвени да го проболтаат. Да. Ти кажам, овој случај мене ми беше малце охрабрувачки со спотот. Дали има алтернатива? Сега за сега не ја гледам на политичко поле. Имаш една, како го кажа ти, еден центар на моќ кој наметнува еден дискурс, многу силно, многу јако. Скопје 2014 е дел од тоа. Освен мали групи кои дигат глас против разни моменти на тој проект, не гледаме една сериозна политичка алтернатива. Зборувам во склоп на сегашниот политички контекст. Имаше една опозиција која со години е парализирана. И пак се вратиме на тоа дека се редуцира на персонализирањето на политиката. Се е јас или ти. Она што забележавме деновите, исто го третиравме на нова, е отсуство на храброст да луѓето се изјаснат, да ги изведат со своите индивидуални ставови. Тоа се случува кај студентите кои забележуваат корупција, но се плашат да ја пријават, се плашат да зборуваат јавно за неа. Како го толкуваш тој страв? Во принцип е страв, да, но не е ништо ново. Тука зборуваме за многу стари традиции. Зборуваме за структури кои постојат во колективниот ментален склоп стотини години. Значи, добро ги знаеме сите тие проговорки, нели, во принцип не е добро да дигаш глас, поарно е да помине проблемот. Но кога гледаш на социјалните мрежи, луѓето очигледно имаат потреба да кажат. Да, ја има тоа потреба. Јас не гледам вентил, освен на социјалните мрежи во моментов. Не гледам вентил во општеството да се водат сериозни дебати, контроверзни дебати. И ова е нешто што подолго време сакам да го достигнам некако, но и таму мислам дека како странец тешко е да наметнуваш нешто. Такви движења мора да доаѓаат од внатре, од општеството. Доколку нема вистински дебати за главните прашања на македонското општество, ова ситуација ќе продолжува. Вистински дебати зборувам за најважните проблеми. Зборувам, ако сакаш, и за идентитетот, за изгледот на ова земја за наредните 10-15 години, на економска перспектива. Да не зборуваме, да не се вратиме пак на системот на вредности. Што значи ова да бидеш државјанин или жител на Македонија денес и што сака ова општество да достигне во наредните 10-15 години. Зборуваме за нормални периоди, не 50, не векови. Харалд, очигледно ти има направено впечаток Музеот на македонската борба за државност и самостојност, со кој го почнуваш овој блог за вредностите и камењата, и вели знаев дека ќе ме возат на на што го видов и најдов, ги надмина моите најлоши очекувања. Содржината беше истрпувачка и неинспиративна, исто како и називот на музеот. Да, добро, музеот е на некој начин една позитивистичка приказна. Да. Од едната точка до другата, до третата, до четврта, и имаш развој на македонската историја, кој заврши со независноста, со демократска држава. Историјата не е само тоа. И плюс историјата не се само личности. Мене ми фали таму алтернативна гледка кон случаите. Имаш на некој начин една црвена линија, ако сакаш, која го опишува развојот на историјата. Стално има конфликти во историјата, стално има други начини на гледање. Мене ми, например, само како еден пример, ми фали
цел комплекс на улогата на Отоманската империја. Сам не може да се редуцира Отоманската империја на окупација. На свој начин има таму неколку стотини години развој на општеството. Дали е позитивен, негативен, сето тоа за тоа може да се дискутира, но не може тоа да се негира, не може да се стави на страна. И на крај само да те прашам околу овие актуелни прашања за овие нови немири кои се најавуваат. Што очекуваш? Што мислиш дека како ќе се развива цела оваа работа со оној првичните инциденти кои ги запалија повторно меѓуетничките тензии? И ќе те цитирам пак и тука на овој дел, економско-политичките центри на моќ имаат собствени приватни групи на хулигани кои се активираат кога е потребно. И секогаш постои маса на млади луѓе подготвени да се приклучат на насилства, подготвени да бидат измамени, бидејќи тие никогаш не научиле да мислат самостојно. Таму се многу работи во една реченица, нели? Да почнеме со крајот. Не може да очекуваш луѓе да мислат самостојно кога образованиот систем не го продуцира тоа. Имам работено неколку години со образованиот систем тука и за жал имам доста добра слика на што се дешава таму. Што се случува како анализа која доведува до вакви ситуации? Па еве, главната поента за тоа ми е дека во образованиот систем не се воведува критично мислење. Се уште суштината на системот е голтнање на маса информација и репродуцирање во форма на испити и така натаму. Критично мислење не е некоја работа која денес се учи. Сигурно е подобра ситуацијата од што знам 15-20 години, од пред 15-20 години, но не е доволно. И еве, имаш маса на доста некритични млади луѓе кои ако ја земиш и економската состојба во предвид се доста лесно за и кои според тебе се денеска потенцијалното топовско место. Апсолутно. Сега што е анализата на ова што ќе се дешава до изборите, не знам, очекувања. Ајде да кажеме дека секогаш да очекуваме најлошото за да се изненадиме. Не, сакам да бидам оптимист. Сакам да верувам дека овие апели на последните 2-3 дена и од цивилното општество и од верските заедници и од разни други групи и од политичари ќе имат ефект. Се надевам дека овие инциденти беа доста јасна слика дека така не може да се продолжува. Ќе видиме. Океј, Гаралд, ти благодарам и те читаме наскоро на Балкан Инсайт и на твојот блог на Балкан Инсайт. Благодарам. Тоа беше Карл Шенкер, блогер, аналитичар, кој чии текстови може да ги прочитате на Балкан Инсайт и се разбира пренесени на Нова.